Добро вечер и добре дојдовте во последното издание на Вестите на Алфа за оваа, мислам дека слободно можам да кажам, тешка година. Како што видовте, дел од светот веќе ја дочекаа новата, а нас не делат нешто повеќе од 6 часа за да испратиме мачната 2020 во историјата и да ја дочекаме 2021 година, за која се надеваме дека ќе ни донесе повеќе среќа, радост и најважно од се здравје. Прерано е да кажеме како идните генерации ќе ја паметат годинава што измина. На лично ниво и покрај сите премрежа што ги минавме, многумина од нас научија многу. Свативме колку ни е важно доброто здравје, семејството, социјалните контакти и слободата на движење. Да, загубата во човечки животи заради короната е непроценлива, но како луѓе научивме да си помагаме и разбравме колку си значиме едни на други. На колективно ниво како држава доживеавме целосно политичко и финансиско фијаско. Тоа што како луѓе се сплотивме, тие што се избрани да не водат, не успеа да го искористат за општо добро. Останавме без лидерство. Наискрено, се надевам дека овие порази и понижувања што ги доживеавме годинава во следната, таа што следи, ќе ги снема или ќе бидат сведени на минимум. Ќе покажеме сите заедно дека можеме подобро. Но тоа е само интрото. Да почнеме со ова новогодишно издание на Вестите. Прославата каква таква започна, но пандемијата си го стори своето. Недостасува онаа традиционална новогодишна атмосфера каде бевме навикнати. Дечињата на денешниот ден утрината со насмевки на лицето да го дочекуваат Дедо Мраз на плоштадот. Кафулињата преку цел ден да се прелеваат со млади, а кафеаните вечерва да ечат од народниот мелос. Но сепак преовладува позитивна атмосфера. Луѓето се весели, исполнети се со надеж. Но денеска, посебно вечерва, сите сме ставени на испит. Да видиме колку сме одговорни и совесни. Во вонредни услови на пандемија која може живот да ве чини. Власта се реши со компромисно решение и за разлика од поголемиот дел од светот не ни остави простор да функционираме без посериозни ограничувања. Во текот на денот се работеше, се беше отворено. Дури рестораните, кафеаните, баровите, трговските центри. Но главно мерките се почитуваа. За вечерва на сила пак се строгите мерки. Кафеаните и кафулињата за неколку минути ќе затворат, а во домовите важи забраната за собирање на поголеми групи. Но тоа не значи дека новата година не може да ја дочекаме во позитивна атмосфера и со желба за подобро утро. Затоа, како мина денот и што да очекуваме вечерва, повеќе ќе ни каже колегата Матеа Петровски, кој е на плоштадот Македонија. Матеа, каква е ситуацијата? Гледам позади тебе има луѓе. Да, колега, како што може забележи камерата на Алфа телевизија, гашите на Алфа телевизија, на плоштадот во Скопје во моментов има поголема раздвиженост. Празнична атмосфера и покрај корона пандемијата сепак во Скопје има. Можеме да кажеме дека не е како што беше минативе години, меѓутоа сепак граѓаните сакаат да испратат ова 2020 година која за многумина беше лоша и за сите скоро беше лоша и се надеваат дека во 2021 година ќе има многу повеќе среќни моменти за разлика од оваа година која што треба да испратиме за некаде 6,5 часа. Денеска, како што веќе кажавме, немаше класични дневни новогодишни забави кои што ги знае Скопје, но сепак во локалите имаше луѓе. Тие седеа по четворица на маса најмногу, се почитуваа речисите протоколи. Како беше денеска во Скопје, односно како беше атмосферата, повеќе може да погледнеме од прилогот кој што го подготви колегата Борис Грујовски. Мирно и без некоја посебна новогодишна еуфорија, ваква е атмосферата во добар дел од угостителските објекти во главниот град. Ги нема традиционалните забави во рестораните и кафулињата со жива музика, ниту па гужвите меѓу масите како минатите години. Овој ден ќе се памети како најтежок ден за дочекот на новата година, велат угостителите. Атмосферата е многу далеко од изминатите години. Нема никакво новогодишно расположение. Прометот верувам дека е опаднат. Прометот е баја ги опаднат, значи дори до страшно што може да се каже. Во локалите кои ги посети екипата на Алфа се почитуваа мерките за заштита и на една маса седеа по најмалку четворица гости. Според угостителите, периодот што следи ќе биде уште потежок и дел од сопствениците на локалите ќе бидат принудени да затворат. Не е иста атмосферата како претходните години, капацитетот на гости е многу намален, се придржуваме кон мерките. Прометот предпоставувам драстично намален. Да, секако намален, значи голема е разликата, значи тоа
функционираме само колку да обстанеме. Инаку гостителите денеска ги затвараат вратите на локалите во 18 часот. Овие рестриктивни мерки за објектите ќе траат до 21 јануари со цел да се избегне ширењето на коронавирусот и зголемување на бројот на новозаразени. Последниот ден од годината во заминување поминува прилично тивко и далеку од новогодишна и еуфорична атмосфера. Граѓаните веруваат дека 2021 година ќе биде подобра за разлика од оваа во заминување. Денеска екипата на Алфа беше на плоштадот Македонија во центарот на Скопје. Атмосферата, тука како што веќе кажавме, во моментов е раздвижена, но во текот на денот ништо не наликуваше на она како што беше минатите години. Го немаше оној традиционален пречек на Дедо Мраз, а граѓаните сепак се прошетаа тука на плоштадот. Екипата на Алфа ги запраша кои се нивните желби во наредната година. Сите кажаа дека очекуваат да биде многу подобра од оваа 2020 година и очекуваат многу здравје во наредната 2021 година. Предлагам да го погледнеме прилогот кој го подготви колешката Билјана Божиновска со желбите на граѓаните за новата 2021 година. Да ја заборавиме оваа лоша година и следната да ја дочекаме здрави. Со вакви желби граѓаните ќе ја испратат старата година, а новата, поради стравот од корона пандемијата, ќе ја дочекаат дома во кругот на најтесното семејство. Што ќе си посакате во 2021-та? Па здравје, тоа е најбитно. Дома. А со кого? Со колега, друга. Дома. Со најблиски, да. Дома со најблиски. Така, што ќе си посакате за вас и за вашите најблиски во 2021-та? Здравје и нови успеси. Што најблиските. Сега ситуацијата таква е, така да мораме така да се однесуваме. Така, а што ќе си посакате вие и вашите најблиски во новата 2021 година? Само ова година да не се повтори друго ништо. Исто дома ќе дочекам со моето семејство. Така, што ќе си посакаш во новата година? И за тебе и за твоето семејство секако. Здравје. На градскиот плоштад во Скопје денеска ништо не навестуваше дека новата година е на прагот. Без традиционалниот дочек на Дедо Мраз и без пакетчиња за дечињата. Со по некоја тезга за новогодишни украси, балони, но и неколку штандови на фотостудијата каде дечињата сепак имаа можност да се сликаат со Дедо Мраз и со омилените ликови од цртаните филмови. Традиционалниот дочек на новата година во организација на градот Скопје поради корона кризата годинава нема да се одржи. Инаку од оваа година која помина во знакот на корона пандемијата остануваат уште само 6,5 часа, па да ја кажеме чао на 2020 година и да ја кажеме здраво на 2021 година. Со надежда дека ќе биде многу подобра од оваа 2020, односно дека ќе имаме многу повеќе среќни моменти и дека конечно ќе победиме онаа корона пандемија. Колето е за сега се тука од плоштадот Македонија, екипата на Алфа ќе биде и вечерва на терен да видиме како граѓаните ја прославуваат новата година, дали ќе се почитуваат препораките или можеби ќе има групирање и забави за кои полицијата најави дека ќе ги проверува. Предлагам да го погледнеме прилогот токму на оваа тема. Гласната новогодишна музика може да ви донесе полиција во домот, а евентуална забава со над 4 лица и кривична пријава за прекршување на мерките за заштита од COVID-19. 2000 полициски службеници вечерва, заедно со инспектори, ќе бидат на терен и ќе казнуваат евентуално групирање на повеќе од 4, како и локали ако работат. Ние веќе изготвивме, рековме, оперативен план во кој што голем број на полициски службеници ќе бидат искористени во делот на активности кои што ќе бидат превземени во сите градови низ државата. Посебен акцент ќе се ставаат на туристичките центри, таму каде што имаме премногу концентрација на луѓе или можности за издавање на викендици, на станови и така натаму. Меѓутоа тоа нема да биде како исклучок и во Скопје или во другите градови, заради тоа што Оделот за компјутерски криминал детално ги следи сите објави и огласи. Спасовски се пофали дека веќе растуриле неколку забави, како што беше она во Волково, каде беа приведени 29 лица, а беше пронедена и дрога. Ист настан имаше и во Куманово. Министерот апелираше сите заедно да придонесеме за спречување на ширењето на коронавирусот. Веруваме на зборовите на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Полицијата вечерва поголем број ќе биде на терен и ќе се обиде да открие дали ќе има прекршувања на препораките заштита од COVID-19. Ние им посакуваме на гледачите на Алфа телевизија среќна нова година и да ги почитуваат препораките за што побрзо да победиме корона пандемијата. Колето е за сега се од плоштадот. Што најави колегата Матеја Петровски, екипата на Алфа вечерва ќе биде на терен. Внимавајте. Препораките се на сила, нема собирање повеќе од 4 по дома.
кафеаните и кафулињата, сите ќе бидат затворени. Така што дајте да ја поминеме оваа ноќ како што треба, да не направиме некоја голема белја па да имаме некој нов пик во јануари. А необична и чудна новогодишна ноќ не очекува вечерва и во најпосетената македонска дестинација, градот Охрид. Охриѓани вечерва ќе поминат само една обична зимска ноќ. Наспроти, оние лудите забави во изминатите години. Во градот пристигнаа домашни туристи, но и мала група странци, главно од Бугарија. За надлежните најважно е ноќта да помине мирно, без лудувања, групни собирања и забави. Охрид под звездено небо и лјадници светилки ги живее последните часови од годинава, но во заспаниот туристички центар нема живост. И додека сите броиме ситно, ја нема препознатливата празнична врева, а шеталиштето кој новогодишно вообичаено врие од гости сега е пусто. Нема детски џагор, нема насмеани ведри лица. Ова нова година нормално дома. Сега нормално дека е многу различна од другите нови години, зашто сум ја чекал и дома, и странство, и сегде. Единствено мисле нова да не видит како старата. Јас сум од ето, имам станове, дојден сум со фамилијата. Што ќе биде вашата единствена желба ова нова година? Болеста да замине. Ова е прва година кога што одиме во Охрид и помислевме како е. Дали ќе има снег, каков Охрид зимно време. Студеното и врнежливо време како денеска никогаш не ги колебало бројните туристи завиени во шалови и капи да уживаат обиколувајќи го древниот град. Годинава се уште пристигнуваат, но незначителен број странски туристи. Очекуваме доминантни да бидат домашните гости, но сепак очекуваме и една група засега од гости од Бугарија. Во ова време, во ваква ситуација, воопшто не е паметно да се патува. Единствена грижа на градскиот татко е најбавиот ден од годината да помине без лудувања, групни собирања и забави. Колкави се капацитетите наши како општина и како држава, секое едно, да речам, девијантно однесување на какви масовни журки да го и собири да го спречиме, ќе санкционираш 1, 2, 3, 5. Колку ќе санкционираш, ако јавната свест е на ниско ниво, све ни е бадија. А во ова тмурно време, учениците од основното Григор Прличев не подсетуваат колку малку е потребно за некому да му донесеш радост. На сиот глас преку песна порачуваат дека и под маските се кријат безброј насмевки. Се ќе биде добро. Со санка голема и елени во прег пристигнува тој, а нагор паѓа снег. И годинава не изостана уникатноста на охридските нуркачи, кои 18 години поред ја наговестуваат новата година и божиките празници со китењелка под вода. Секој што ќе се затекне во Охрид овие празнични денови, нашите сограѓани срдечно ќе го поздрават и од ова убавина и покрај сите грижи ќе му посакат здравје, среќа, љубов, душевен мир и благосостојба. Заднато оставаме тешка и мачна година, која на политички, економски, здравствен план доживеа фијаско. На ниту едно од овие полиња не можеме да се пофалиме со некој посериозен успех. Но пред да поминеме, на народски кажано, по тешките и посериозни анализи и ретроспективи на годината што измена, да видиме, што би рекле Монти Пајтоновци, нешто сосема различно. Ако некој не пие алкогол за да заебе да погоди работата, човекот промашил комплет. После 2 сата и 17 минути седење во кафана на слободен разговор се случуваат грешки. Без разлика дали и колку време биле во кафеане или пак воопшто не биле, политичарите од највисоките ешалони годинава често не знаеа баш што зборуваат, знаеа да бидат доста збунети. И дава 3,3 милиони евра пари со ефтини услови, од таа е кредибилна. 3,3 милиарди. 3,3 милиарди. Кога се донесе воредната состојба на 16 април беше, не, 16 март, и како беше првата кога се донесе? 16 март. Иницијативата да прогласиме воредна седница беше донесена на средбата... Не, воредна состојба. Воредна состојба, се извинувам, фала што ме коригиравте.
А на Заев очигледно не му оди со имињата. Од кога промени името на државата, сега го заборави на поранешниот министер, со кого соработуваше 3 години. На министерката Десковска и на министерот како се викаше претходниот министер Арбер. Но покрај Заев прилично збунет беше и човекот кој управува со кризата во Македонија, директорот на ЦУК Стојанче Ангелов. Се смешав. Се на воредно состојба со кое што покрај другите работи на владата и беше возможено да носи уредби со се смешав. Да носи уредби со законска сила. Премиерот најде нов начин за битка против короната. А донесовме одлука и клетва да не ги фаќа. Оти па и колнат многу по ова, но само така можеме да се избориме со ковид кризата и да престане ширењето. Заев ни откри и малку познати детали од преговорите со поранешниот премиер на Грција Алексис Ципрас. После саат време разговор, вели Зоран, имаш еден проблем. Кој проблем? Нов проблем некој? Вика, нов е проблем. Што е проблемот, Алексис? Вика, имаш многу убава ќерка. Викам, а ти син да немаш? Вели, имам 2. Викам, го Алексис, ќе го постигнеме сега договорот, малку ќе попуштите на името, јас ќе дам ќерката, ние немаме море, ќе дадете едно острово. Така да, полека и ќе го најдеме решението. Тешка геостратешка грешка. Покрај премиерот кој претходно ги покажуваше, своите лингвистички способности ги покажа и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Теовел, Еменге, Буте Бешенге, Обиджуко. Покрај политичарите од власта, може би помалку, но киксови и гафови си има и од опозицијата. Да живее Зоран Заев! Не слушнав реакција! Да го спомнам автопатот Битола Пато масовно е на цело село. Годинава Македонија си доби пандан на Оскарите, овој пат во Лозово, каде една од наградите ја доби ни најмалку, а ни најмногу, кирката на градоначалникот Аце Велковски. Без лажи и превара е. Ни најмалку, ни најмногу, шпоретот го доби ќерката на нашиот градоначалник Аце. Повели Душо. Да видиме што ќе кажат они. Со среќа нека е. Фала на добро вечер, сакам да кажам. Ние фамилиарно го добивме шпоретот и фамилиарно одлучивме да го дадеме шпоретот на некоја фамилија што навистина и треба. Грешки и гафови, како годинава, се случували и предходно, но ретко кој политичар има доблест да го признае тоа. Еден од нив сепак не е собранискиот спикер Талат Џафери. Мислам дека не е крај на светот ако човек ќе каже да сгрешив. Корона, избори, Бугарија, вето и разочарување од Европската унија. Во најкратки црти ова се термините кои на политички план ја одбележаа годината што измина. А ја започнавме оптимистички, со техничка влада, закажани избори и надеж за промени. Но короната не фрли надвор од колосек. И Зоран Заев тоа знаеше како да го искористи и да го злоупотреби. После болната промена на името минатата година, очекувавме дека за прескапата цена што ја плативме годинава, барем нешто за возврат ќе добиеме. Но наместо тоа добивме ново разочарување и го видовме вистинското лице на нашиот старонов душман Бугарија. Минаха години без да те забравя. Чакам те да дойдеш, чакам те с буйна страст.
Спомените на прегратките со неговиот брат Бојко Борисов веројатно нема да му е намалат горчината на Заев од неисполнувањето на главниот приоритет за 2020, датум за преговори со Европската Унија. Евроинтеграцијата во текот на целата година беше во фокусот, но печатот на македонскиот дипломатски крах дојде во последните месеци од 2020-та, кога стана јасно дека во овој дел ќе има негативен предзнак. Одлуките на европските тела поради бугарското вето го вратија Заев во реалноста, и тоа како што вели до болка. Премногу сум се надевал, премногу сум очекувал. И ова кине, пече, корни и се. Сепак непријателскиот чин немало да го поколеба и натаму да разговара. И мора да разговарам. Освен братот од Софија, сепак има уште една пречка на патот. Пријателот од Русе, кој заедно со Захариева изминатиот период веројатно имаше најрадикални ставови за македонската историја, нација и јазик, но со кого сепак за некои нешта имаат ист вкус. Когато сме си говорили, некој път сме пили по една-две раки. Тиквешка ракија пија. Тиквешка, ја мислам виски. И јас пија същата. Главниот опонент на Заев пак, Христијан Мицковски, има поинакви гледишта за прашањето кое веројатно ќе не преокупира и во 2021-та. Апсолутно би ги напуштил преговорите, би го напуштил самиот договор. А 2020-та стартуваше тензично на внатрешно политички план. Хаос во собранието кога се носеше законот за јавно обвинителство, остри реакции од опозицијата и правната фела дека власта се обидува да ги вдоми кадрите на пропаднатото СЈО. Математиките на власта како да стигне до 80 пратеници ја вжештија атмосферата. Го поништувам гласањето. Криминалци! Криминалци! Во 2020-та во март за прв пат беше прогласена вонредна состојба на целата територија на државата. Беше воведен и полициски час. Истиот месец станавме членка на НАТО, па почна лицитацијата со датум за избори. Со голем број заразени и починати од корона, Заев инсистираше на избори, закажувани, поодложувани и со нафрлање датуми од премиерот. И падна одлука да се гласа среде лето на 15 јули. Се случи изборен циклус под маски со ракавици, дистанца и средства за дезинфекција. И Заев и Мицковски ветуваа европска иднина пред изборите. Едниот вети имаше шанса и не ја искористи, другиот не доби прилика. Изборната кампања помина во знак на бомби за власта и опозицијата кои се појавија на интернет. Доминира оние за мнозинството, но сепак без разрешница. На изборите им предходеше техничка влада со министри од ВМРО ДПМН во неа. Пандемијата го направи своето. Стравот кај бирачите беше причина за малата излезност. Резултатот тесен. Заев повторно со Ахмети состави влада. Но овој пат мораше да му удоволи со повеќе министерски места, функции во вториот и третиот ешалон и она клучното, премиер Албанец 100 дена. Дуј доби и прв вице-премиер, новитет резервиран за Артан Груби. Како што почна, така и заврши годината, во напната собраниска атмосфера. Причина планот на владата да го откупи уделот на Макпетрол во Гама за 33 милиони евра. ВМРО ДПМН годината ја заврши со протести низ Македонија за начинот на кој власта ги решава спорните прашања со Бугарија. Тие со сигурност ќе бидат во преден план и во 2021-та. Во 2021-та Заев веројатно нема се да фрли на една карта и да се надева дека реториката во Бугарија ќе биде поинаква по изборите во март, а владата да не уверува дека ќе ни го сочува достоинството. Домашните задачи за реформирано судство, администрација, чист воздух, попис според европски стандарди остануваат на агендата. Ако за овие прашања во Македонија има заложба исто како и за легализацијата на марихуаната, можеме да се надеваме на подобра европска иднина. Во спротивно на сите, па и на бугарите, ќе им дадеме аргументи за уште една тешка геостратешка грешка. Да сме само живи и здрави. Овој традиционален поздрав никогаш немал толка во буквално значење како годинава. Бевме подготвени на се, но не на тоа дека една мистериозна, но смртоносна болест, која се појави во некој си далечен регион во Кина, некој си град наречен Вухан, ќе пристигне и кај нас и целосно ќе не покоси. Морбидните сцени од празните улици, преполните болници и ужасните бројки на починати, кои досега ги гледавме само на филм, нас не станаа реалност. И на овој план властите целосно потврлија, и тоа доста. А колкав е цехот, си знаеме сите. Во човечки животи огромен, и како што гледаме, тешко дека овој тренд ќе запре оти вакцината кај нас доцни, за разлика од земјите во развиената Европа.
26 февруари 2020 година. Корона пандемијата стигна и во Македонија. Пациентката е позитивна за вирусот COVID-19, што значи дека е таа првиот пациент во Скопје диагностициран за заболена со овој причинител. Дозволете веднаш на почетокот дека сакам да повторам тоа што го кажуваме целиот овој период, дека нема простор за паника. После оваа изјава свативме дека вирусот кој потекна од малото кинеско градче оддалечено 10.000 километри пристигна и во Скопје. Иако се надевавме дека тоа не засега нас, се соочивме со реалноста. Граѓаните ги фати паника. Многумина се сомневаа дека Македонија, чиј здравствен систем тоне во проблеми, ќе може да издржи пандемија од вакви размери. 10 дена подоцна пукна и првиот корона скандал. Директорка на кожно-кадарна владеачката СДСМ се вратила од скијање позитивна на вирусот. Наместо да седи во изолација како што пропишуваа мерките за сите патници дојдени од ризичните зони во Италија, таа одела на работа. Епилогот: над 200 доктори во изолација, а клиниката привремено доби клуч на врата. Филипче најпрво се правдаше оти не можел да ја смени од функцијата во предизборен период, но по огромниот притисок на јавноста сепак ја разреши. 18 март државниот врв за прв пат прогласи вонредна состојба, која траеше цели 97 дена. Се затвори стопанството, се воведе полициски час, се спуштија граничните рампи, повратниците од странство седеа во државен карантин. А имаше по едва и 30 на ново заразени и по 5 мина починати на ден. Надлежните смируваа, пикот бил близу. Остануваат прогнозите да пикот на болеста биде на крајот на април и негде очекуваме околу 2000 пациенти. 10 месеци подоцна во Македонија има близу 2500 починати и над 82.000 заразени, што е за 40 пати повеќе од предвидените 2000 болни од пикот на министерот. Справувањето со пандемијата го обележаа низа скандали и грешки. Јавниот повик за набавка на респиратори по енормно висока цена и со фаворизирање на одредени компании предизвика негодување во јавноста. Зошто тогаш двете компании кои што се обврзаа, отпосле не ја реализираа набавката и како држава не оставија без респиратори, не се санкционирани, па сето тоа индицира само на тоа дека се работи за однапред договорена сделка. Се е сомнително ако се знае дека постапката е со уредба на влада. Постапката не одеше преку Бирото за јавни набавки, туку по брза постапка од 72 часа, која што ја спроведуваше трочлена комисија во состав од административни службеници вработени во Министерството на Венко Филипче. Во очи избори се делеа пари на граѓаните и фирмите во вид на помош за надминување на последиците од пандемијата. Стручната фела тоа го протолкува како предизборен подкуп. Тоа повеќе интерес, групи на интерес ставате, тоа дека сакате да ги подкупите за да гласат за вас. Со првите есенски денови корона пандемијата пламна. Бројот на ново заболени се искачи на 1300 дневно, а битката со болеста ја губеа и по 40 пациенти. Граѓаните притискаа за построги мерки. Докторите признаа, оти власта балансира. Порестриктивни мерки е лесно да се донесат во развиена економија, каде што постои јака индустрија која што ќе може да го покрие недостатокот на овој угостителски сектор. Ние за жал во тој поглед индустријски сме далеко од развиена држава, така што мислам дека во моментот се пробува да се направи некој баланс меѓу здравствените потреби и економските можности. Многу нелогичности ги одбележаат дневните корона билтени. Недостасуваа податоци за починати, чии блиски се простуваа преку социјалните мрежи. Таков беше случајот со двајца 20 годишни браќа од Кавадарци и со 38 годишен маж од Берово. Но министерот се правдаше. Нормално било бројките да доцнат. 10 дена пред новата година светот почна да се вакцинира. Земјите се во трка за што повеќе дози од антиковид вакцината. Надлежните во Македонија креваат раменици на прашањето кога македонските граѓани ќе ги добијат првите дози. Ке се чекал ковакс механизмот, на кој му фалат милиарди евра за да ги испорача вакцините. И додека светот справувајќи се со есенскиот бран повторно ги затвори граѓаните дома, кај нас продолжија старите мерки: маска, дистанца и забрана за групирање. Границите се отворени, а за влез во земјава не е потребен негативен коронатест. А Македонија и натаму е високо на листата на црните корона статистики. 6-та во Европа и во светот по бројот на починати на 1 милион жители. Коронавирусот не удри само по нашето здравје, туку удри длабоко по нашиот джеб. Последиците од него врз економијата се катастрофални.
Еве на повидок е вакцината, што значи дека ќе преживееме. Но како и од што ќе живееме? Ако власта не успеа да се справи со вирусот, уште помалку се справува со последиците од него. Пари се нема, невработеноста расте, а се повеќе фирми удираат клjuč на врата. Рецесија во време на корона. Вака од прилика може да се опише годината што изминува. Стартуваше со големи очекувања, висок економски раст, инвестиции и зголемени примања. Во јануари и февруари никој не ни насетуваше дека и тоа како државната каса не е подготвена да го издржи товарот од корона кризата. Смртоносниот вирус, за кој се надевавме дека нема ниту да ни се приближи, зема замав. Владата го ограничи движењето на луѓето и работењето на компаниите. Први на удар се најдоа туристичките агенции и угостителите. Верувајте ни, значи моментално се случува буквално нула. Сите тури се откажани. Транспортот забави, увозот и извозот на стоки се намали, а компаниите почнаа да делат откази. Најмногу настрада текстилниот сектор. Има испуштено одредени број на работници со тоа што доколку во брзо време не се реагира од страна на владава и не ги добиеме меркиве што ги бараме, ние, не сакајки самите, ќе мораме да ставиме, кажавме, клjuč. За да им помогне на граѓаните и фирмите, владата се задолжи речиси 2 милиарди евра и во 4 наврати креираше мерки за помош. Меѓу нив најспорни беа субвенциите за исплата на плати. Парите легнуваа на сметките, но не завршија во џебовите на работниците. На крајот на годинава се уште нема епилог за некои од газдите кои месец за месец вршеа злоупотреби. Секако дека има преклопувања на оние кои што направиле одредена злоупотреба, независно дали станува збор за месеците април, мај и јуни, и сега истото во октомври. Се делеа и ваучери за одење на одмор во домашните туристички центри, а хаос настана и со делењето картички за финансиска помош на над 300.000 луѓе. Поради лошото спроведување на мерката, граѓаните наместо да си го штитат здравјето, уште повеќе си го загрозија чекајки пред банките. Морам да чекам, инаку само да завршиме, бидејќи после полициски час и ние пензионерите во апс. Што да правиме друга? Друго нема чаре. Бизнисот остана незадоволен од мерките, алармираше дека фирмите тонат. Да се концентрираат на носење на решенија кои што би биле подолгорочни, значи најпрве да се спреми една стратегија која што би ја опфатила наредните 5 години, за тоа да знаеме во која насока македонската економија ќе се движи. И токму во најжешкиот месец, во август, кога никој не се надеваше, пропадна Евростандард банка. Гувернерката уверуваше, по неколку години напори без успех, единствена опција бил стечај. Сопственикот Костовски пак во емотивно излагање се пожали дека бил насамарен од поранешниот директор и Централната банка. Случајот се уште е кај истражните органи, но кој тоа да им го објасни на штедачите? Дел од нив чека 1 месец за да се ги повлечат за штедите до 30.000 евра. Оние што имаа повеќе пари во банката останаа со празни раце. Се уште се заробени пари кои некому му требаат за лечење, за да обезбедат кров над глава, за да дочекаат мирна старост. Јас сум родител на 2 сина и самохрана мајка. Мојот син поради тоа после факултетот замина во Америка и 15 години трпно работеше и за да заштеди кога ќе се врати заедно со мајка му да може да си купи стан и да си оформи семејство. Се дозна и дека Министерката за финансии во заминување непосредно пред пропаѓањето на банката се ги извадила сопствените пари. Ангеловска демантираше, опозицијата негодуваше, антикорупцијска истражуваше. Епилог немаше. До донесување на одлуката за стечај на Евростандард банка поминате подолг период и направени се, предпоставувам, повеќе активности од страна на Народна банка, што значи дека имало простор да се имаат информации. Меѓутоа, сето тоа, додека не се истражи, неблагодарно е било што да се каже. Летото го одбележаа и масовни протести против поскапување на струјата. Ова е човекот кој брцна во џебот на овој осиромашен и напатен народ. Ова е слугата на мафијата. Овој човек има име и презиме и се вика Марко Бислимовски. За да се поттикне потрошувачката се спроведе и фамозниот викенд без ДДВ. Не само што заврши неуспешно, туку и доведе до огромен метеж на луѓе во екот на корона кризата. Викендот без ДДВ, дали сте овде да го искористите, дали имаше нешто по прифатливи цени? Не, многу ограничувачки. Мислите дека не е достапно за... Ајде, опремата до 30.000 денари не е ограничено.
Есента немаше струја од домашни извори, па мораше да се увезува и тоа по повисока цена од производната. Езерата пресушија, па екологистите реагираа. Треба да се најде друга солуција за производство на електрична енергија, бидејќи Охридското езеро е кревок, сензитивен екосистем и никако не сме да се дозволи, барем од човечки фактор, да се манипулира со минималната кота која што изнесува 693,10 сантиметри. Кризата удри врз домашните, но и врз странските фирми во зоните. Владата раскина договори со 4 инвеститори. На нозе се кренаа и земјоделците. Ниските цени и измамите од трговците ги натераа на протести тутунарите, оризарите, овоштарите. Нашата мака ние сакаме само да се плати, ништо друго. Не сакаме да го земат тоа што е квалитетно и убаво, тие го земат у четворки, у тројки, а знаеме поминативе години како беше, дека беше се прва, втора. Во 2020-та речиси 50.000 луѓе останаа без работа. Очекувањата за повисоки плати, пензии и минималец, раст и развој остануваат за некоја подалечна иднина, затоа што и 2021-та ќе биде исто толку голем предизвик на економски план, како и годината што полека изминува. Корона, корона, корона. Ова се зборовите кои го фрлија светот на колена во годината што измина. Лилјакот купен на малиот и непознат пазар во градот Вухан во далечната Кина за само 10 месеци го доведе во прашање опстанокот на модерната цивилизација. За среќа, годинава ја завршуваме со добра вест. Вакцинацијата започнува. Празни улици и полни болници. Светот со страв влегува во 2021 година, откако пандемијата на коронавирусот одзеде повеќе од 1 милион животи и предизвика досега невидени промени во секојдневието на милиарди луѓе. А се започна речиси како на филм. На пазар за морска храна во кинескиот град Вухан биле продавани животни кои во себе ја носеле мутацијата на вирусот COVID, посмртоносна од сите досега познати. За кратко време заразата се прошири низ градот, а потоа во големи делови на Кина. Иако кинеските власти го ставија во целосен карантин Вухан, вирусот го пронајде својот пат и болеста започна да се појавува во Југоисточна Азија, а оттаму кон Европа, САД и остатокот на планетата. Збунети и сплашени државите ги затворија границите, а Светската здравствена организација беше принудена да прогласи пандемија. Во последните 2 недели бројот на заразени со коронавирусот надвор од границите на Кина се зголемува. Вкупно 4291 лице досега ги загубија своите животи. До 10 март 2020 секоја држава во Европа, освен Црнагора и Косово, имаше барем еден случај заразен од COVID-19. Заклучно со 6 март 290 милиони деца и младенци не присуствуваа на настава во училиштата, поради привремена суспензија на наставата во настојување да се спречи ширење на болеста. Италија доживеа вистинска здравствена катастрофа. На 19 март 2020 година ја пристигна Кина како земја со најмногу пријавени смртни случаи. Зголемувањето на бројката на заразени во Италија во текот на вториот бран на пандемијата на коронавирусот во многу тешка состојба ги доведе болниците во некои делови на земјата. Нема да може да се напуштат градовите кои моментално се во карантин, ниту пак некој ќе може да влезе во нив. Ќе бидат обезбедувани од страна на полицијата и војската. Договорено е прекинување на работните активности, но и јавните и училишните настани. До 9 ноември Соединетите држави ги надминаа и Кина и Италија со 10 милиони потврдени случаи на COVID-19, што ја прави оваа земја со најмногу случаи широм светот. Блиска соработничка на председателот на САД се зарази со коронавирус и ги инфицираше Трамп и првата дама Меланија. Среде предизборна кампања, актуелниот председател беше принуден да оди во карантин. Веднаш ќе започнеме со карантин и со закрепнување. Ќе го пребродиме ова, заедно. Пандемијата целосно го промени начинот на живот. Светската економија западна во рецесија, а државите беа принудени да се прилагодуваат на новите здравствени, социјални и општествени услови. Најдобрите здравствени компании грчевито се бореа да произведат вакцина во услови на масовна паника и страв. Русија произведе собствена вакцина и веднаш започна со масовна имунизација на населението, но западните земји не прифатија дека таа е доволно безбедна за да ја откупат. Дури на 9 ноември 2020 година компанијата Pfizer ги објави резултатите од испитувањето на нивната вакцина, кои покажаа дека е 90% ефикасна против вирусот. По неа и компаниите BioNTech и Moderna излегоа со очекувања дека нивните вакцини ќе придонесат за заштита и имунизација.
Велика Британија прва во Европа започна со масовна употреба на овие вакцини, а по неа и други држави влегоа во процесот на имунизација. Директорот на Американскиот институт за алергија и заразни болести Ентони Фаучи изјави дека за стекнување колективен имунитет против коронавирусот треба да се вакцинира до 90% од населението. Се уште не ги знаеме точните бројки, но мислам дека е можно да биде потребно да се вакцинира до 90% од популацијата со цел да се подигне колективен имунитет за коронавирусот. Заклучено со 31 декември 2020 година, повеќе од 80 милиони случаи се инфицирани широм светот поради COVID-19, а повеќе од 1,75 милиони го изгубиле својот живот. Во 2021 година битката со пандемијата продолжува, а исходот и покрај вакцините се чини дека се уште е неизвесен. Фудбалската селекција со успех на годината во Алфа денеска Игор Ангеловски. Сите големи спортски настани од 2020-та се префрлени за следната година. Денеска и фудбал и кошарка веќе утре во меѓународниот спорт со несмален интензитет. Тоа беше се за ова новогодишно издание на вестите, но и воопшто за вестите за оваа година. Изминавме мачна и тешка година, но еве и сите имаме надеж дека следната ќе биде подобра, посреќна, повеќе радости ќе ни донесе и дека сите ќе останеме здрави. Од мене толку за оваа година. Ви посакувам на сите среќна нова година и се гледаме за неколку дена. Подарок за сите A1 корисници. Симнете апликацијата Мојот A1 и добите iPhone 12, таблет, интернет пакет или друго изненадување. A1. Секој твој свет.